Ниту подобар живот, ниту пак повисоки плати и пензии, ниту пак модерна инфраструктура ни енергетска ефикасност. Животот кој наголемо го најавуваше сегашната власт, а тогашна опозиција, не е ни малку мрднат од мртва точка и земјава наместо да се развива тапка вместо веќе 3 години, посочи лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Христијан Мицкоски наброја низа проекти кои власта наголемо ги најавуваше за време на предизборието. За сега ниту еден од нив да не е исполнет. Рече дека реализираните проекти заклучно со 1 ноември 2019 не надминува ни 2%, што значи 98% од ветеното не е испорачано. Нека оценат граѓаните дали зборот е збор и дали зборот важи или зборот лажи. Со вакви и слични ветувања, по принципот на all in, по принципот на примитивизмот мало сутра, тепсијата и баклавата и слично, ќе се изнаслушаме на следните предвремени парламентарни избори и во кампањата. Мицкоски додаде дека на стаклени нозе се и образованието, здравството, но и секоја сфера од општественото живење. Рече дека нивниот принцип тргни па застани бил доказ дека наместо искусни луѓе кои треба да ја водат државава, имаме аматери кои експериментираат со животите на луѓето. Не само што не ги реализираат капиталните инвестиции, туку ги зимаат даноците од граѓаните и од стопанството и тие пари ги трошат за непродуктивни цели. Ете, тоа е вистината. Македонија не се развива поради две работи. Поради ниското ниво и нискиот капацитет на ресорните луѓе кои што ги менаџираат овие институции, и втората работа е затоа што имаме многу криминал и корупција. Според Мицкоски, токму Заев ја направи државата рекордер по бројот на сиромашни, а во исчекување на 500 евра плата, граѓаните велат дека наместо живот донеле крпен живот. Тие наместо да стануваат побогати како што ветуваше власта, сега постојано им се зголемуваат трошковите и ги прават посиромашни. Само лаги и државава ни ја направива партал. Се иселува народот од сиромаштија, од несигурност, од се. Наместо да не ги зголемат пензиите, секој ден зборува, тие не ги намалија, еве лично мене, за 200 денари помалку од кога дојде оваа власт. Тие се фалат дека ги зголемиле, Тие нека се фалат, джебот мој знае. Колку за подсетување, на почетокот од годинава премиерот рече дека ќе облечел железни опинци за 500 евра плата да стигне до граѓаните, но тоа барем досега останува само пуста желба на Заев. И во очекување на ветените 500 евра просек, македонските граѓани остануваат закопани на дното во Европа по животниот стандард. Потоа по висината на платите, невработеноста, но и иселувањето, кое наместо да запре зема се поголем замав. А она што загрижува е фактот дека над 500.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштија, односно секој 5ти граѓанин едва и преживува.